Првото прашање се однесува на една многу значајна тема поврзана со корупцијата, потенцијална корупција во општина Аеродром. Зборувам за скандалот кој што СДСМ го обелодени преку својот антикорупцијски тим пред повеќе од 2 недели, каде што имавме случај на една иста градежна компанија во општините на територија на државата да добие 51 јавна набавка за разноразни градежни работи, дури не се ни сите градежни, има таму услуги од типот на изнајмување на камиони, не знам, хортикултурно уредување и така натаму. Една фирма која што е очигледно универзална за разни дејности. Сега од тие 51 набавка вредни вкупно 16 милиони фантастични евра, 22 јавни набавки во вредност од околу 11 милиони евра се доделени од страна на општина Аеродром. И сега ова е за луѓето што работат така малку со таа проблематика со јавните набавки, еден податок кој што ќе уклучи аларм дека можеби оваа фирма е фаворизирана во спроведувањето на постапките за јавни набавки. СДСМ ја повика и финансовата полиција и Државната комисија за спречување на корупција, како и јавното обвинителство да превземат мерки во однос на овој случај, да превземат мерки кои што ќе ги испитаат овие сомнежи кои што реално потребни се овластување на органи кои што се занимаваат со истраги за да може да се утврди прецизно дали оваа фирма е фаворизирана во постапките за јавни набавки или не. И до овој момент немаме одговор кој што во јавноста кој што можевме да имавме или немавме прилика да го прочитаме, меѓутоа она што мене ме интересира и сакам да го поставам како прашање, а што се однесува на општина Аеродром е дали до сега финансовата полиција или можеби Државната комисија за спречување на корупцијата или јавното обвинителство побара било какви документи од општина Аеродром поврзани со овие 22 јавни набавки од изминатите 4 години.